кафето е едно од најтргуваните производи во светот. Според Националното здружение за кафе, кафето е најконсумиран пијалок после водата. Со текот на времето, пиењето кафе прерасна во вистински културен феномен. Тоа представува еден вид на култура која е развиена до толку високо ниво, што слободно можеме да кажеме дека тоа е стил на живот. Кафето стана важен дел од општествените норми. Паузата за кафе, за време на работните обврски, помага да се одржи енергијата во текот на денот. Дома, тоа е фокусна точка за забава, создава социјален амбиент. Нема ништо подобро кога се потсетувате на убавите моменти со пријателите преку добро кафе. Еве за пример да ја земеме Италија. Оваа земја и кафето се како едно. Италијаните имаат посебна врска со кафето, но не секое, туку со еспресото. Во Италија, традиција е првото еспресо пред работа, да го пиете во некој од локалните кафулиња и со тоа да го започнете денот. Сигурно се прашувате зошто баш оваа култура за пиење кафе е толку многу развиена во Италија. Во оваа земја, кафето има долга историја. Венеција била една од првите европски пристаништа што увезувала зрна кафе уште во 16 век. Италија навистина се појави како глобален лидер во кафето, благодарение на миланскиот пронаоѓач Луиджи Безера. Во 1901 година Безера дошол до идеја да направи краток и концентриран пијалок кој денес на сите ни е познат како еспресо. Еспресото го добило своето име поради тоа што намената му била да биде подготвено експресно за секој клиент. Италијаните велат дека позади секое квалитетно еспресо стои квалитетен маж кој знае како да го пие. Најдобриот начин да го пиете вашето кафе е да седите на шанк во некој од локалните кафулиња. Можете да го сторите заедно со пријателите или да уживате во мирен момент целосно сами. Целиот ритуал не трае подолго од 6 до 7 минути, вкупно. Со текот на годините и македонците како полека да ја впиваат оваа култура во пиењето кафе. Во разговор со неколку експерти за кафе од кај нас, велат и македонците знаат и умеат да препознаат квалитет. Омилено кафе на македонскиот народ е еспресото, но младите денес сакаат да експериментираат со вкусови. Земете едно добро кафе, разменете неколку убави зборови и фатете се за работа. Ова е ритуал кој не треба да ве задржува долго. Утринското кафе не е посебна прилика за долги разговори и седење во кафуле. Не е шоу, тоа е начин на живот. Добро кафе, добра мисла. Добре дојдовте во Джентлмен магазин. И денеска ќе ви откриеме интересни работи за джентлмени.